повеќе наменска опрема за производство на јаболко. Следна е малешиво продукт. Шафран од Прилеп, Еко овчеполка од Крива Паланка, пчелин рај и органски зрак од Струмица, реканска фарма од Трница, јужен бисер од Стојаково, крани од Ресен, малешевски продукт од Берово, Петрушка река од Миравци, прва лозарска кооператива од Неготино, Нектар од Битола и да не ги набројуваме сите. Или вкупно 17 задруги, од кои 8 ново формирани, добија финансиска помош во износ од 18.000, 30.000, 50 до максимум 80.000 евра по задруга. Зависно од инвестицијата, опремата за стандардизација, за преработка, за складирање и за пакување. Овошје, грозје, мед, млеко и други производи. Инвестиции за сушари и ладилници, за модернизација, за современо производство и усогласен квалитет. Резгруп од Ресен. Дотука се постоечки земјоделски задруги, следните се ново формирани. Продолжуваме со Дабилчанка, село Дабиле, Струмица. Која е целната група бројка да направиме задруги, вие како председател на? Во овој момент во Министерството за земјоделие, во службата за регистрација на земјоделски задруги, регистрирани се 54 земјоделски задруги на ниво на територијата, од кои 54 задруги имаме и структура, како што каже господинот Бертолини, во делот на млада популација и стара популација, како и родова еднаквост, меѓутоа тоа е загрижувачки податок. Ние со грантот како асоциација кој го добивме од проектот ќе работиме на таа родова застапеност да биде малку поизедначена во задругите, каде што жените ќе имаат и дел своји активности, а младите пред се иднината останува на нив и тие ќе треба со својата активност во задругите да покажат дека да, реално се заинтересирани да профункционираат и тие во самите задруги со нивните идеи. Сепак младите секогаш имаат и поатрактивни идеи од повозрастните и пожелно е тие со своите идеи да го носат капацитетот на земјоделските задруги. Во овие 17 задруги членуваат 238 задругари, меѓу кои 39 се жени, 16 се на возраст по 30 години, а од 31 до 50 години има 92. Најбројни или 109 производители се над 51 година. Иако во помал број, младите се свесни дека со примена на европските стандарди ќе имаат успех. Секако сложни и обединети меѓу себе. Нашата задруга доби 50.000 евра од фондацијата КЕР и од Европската Унија и 12.000 евра наше учество ќе се искористи за купување на машини за постбербени активности, бербени активности, комбајн за машинска берба на бадемите, бидејќи до сега бадемите се береа рачно и тоа представуваше проблем, бидејќи зреат, не се сите исти, треба во одреден период точно да се соберат, така да ги собравме сите производители на органски бадем во Дојранско и Валандовско и Кумановско во овој момент, бидејќи имаме и два нови членови од Куманово, откако го добивме грантот. Така да сите тие има исто процес за преработка, за пакување на органските бадеми, бидејќи до сега одеа се продава во Рефус, така да ќе ја видите за скоро ќе ја видите првата органска задруга со свој бренд на органски бадеми. Колку вкупно површина имате, значи под бадеми вашите членови на задругата? Нашите членови во момент имаат над 30 хектари со бадем, сортите Тексас и Ференјес, сите се органски. И планираме да садиме уште, бидејќи имаме уште слободна површина која што ќе расте. Дали има простор за нови членови во задругата? Секако. Сите кои што имаат органски бадем да не побарат и да се приклучат во нашата задруга. Нема лесна работа во животот, тоа знаете. Младите зошто им е тешко, не знам. Не можам да го кажам тоа, мислам дека треба да учествуваат повеќе, бидејќи да, модерното земјоделие има финансиска екзистенција, повеќе од други некои работи. Така да ги повикувам да се приклучат. Мислам, сите работат на некој начин во нашите региони земјоделие, посебно ако е органско со додадена вредност и ако не штети на околината, може добро да се живее од тоа.
Вкупната инвестиција во овие 17 задруги изнесува 1,3 милиони евра, од кои 891.357.000 евра се од Европската Унија, а останатото го обезбедуваат за другите. Средствата за реализација на оваа поддршка се обезбедени во рамките на проектот Поддршка за развој на земјоделските задруги, финансиран од Европската Унија, реализиран од КЕР Германија Луксембург и од Македонската развојна фондација за предпријатија. Представниците на проектот наведоа дека на финансиската поддршка претходеше техничка поддршка за подготовка на деловни планови на земјоделските задруги, додека иницијативите за формирање нови земјоделски задруги добија правна помош околу нивното формирање и регистрација. Поддршката продолжува. Првично беа планирани да се помогнат 20 задруги, но зошто да не и повеќе, доколку резултатите се успешни, како што и во земјите на Европската Унија. Таму секој втор земјоделец е задругар. EU za tebe i EU za zadruge. I think that our support to the agriculture and rural sector is quite big. Земјоделскиот сектор е прилично голем и има повеќе проекти од Европската Унија. Сега сме на почеток на еден од најважните сектори, а тоа се задругите. Во обој случај, земјоделските задруги, за сега се 17 задруги, кои што добија финансиска помош во висина од 30 до 80.000 евра. Тоа се одлични инвестиции и веруваме во нивна успешна реализација. Ние сме многу среќни. Она што сакаме да го видиме во иднина и што е многу важно за развојот на земјоделството е поголема вклученост на младите и жените во овој сектор. Young people to stay in the country and to work in the country. So this is important. So in the next program probably we will condition even more the involvement of young people. Целта е младите да останат во својата земја, тука да работат и да ја обезбедат својата екзистенција. Наверојатно, следната програма ќе го има овој приоритет. Што повеќе млади да се вклучат во земјоделството и во задругите, како успешен модел од европските земји. Ова е континуиран процес, потребно е време, а ние сме тука да помогнеме. Во Италија, мојата земја, основата на земјоделството е во задругите. Мислам дека 55% од земјоделството е во задругите. Идејата е да се работи заедно, да се инвестира за заедничко добро. Сите да имаат бенефит. Слично е и во Европа, каде што 40% од земјоделството се добива преку задругите. Младите остануваат во руралните средини, иако и во европските земји има проблем. Но постојат различни програми со цел да им се помогне да ја најдат својата перспектива во производството на храна. Порачуваме младите и овде да бидат активни, да бидат упорни и верувам дека ќе успеат. Address to young people. So we ask young people to be active and to come with us and to work with us. Само здружени полесно се обезбедува пласманот, а и профитот е поголем, покажуваат европските искуства. Нив поедноставно ќе ги пресликаме со новиот закон за задруги. И досега имаше мерки за поддршка, што за жал недоволно се користеа. Финансиската поддршка за задругите во моментот е признаена, односно е препознаена преку два закона, и тоа е законот за задруги, но исто така и законот за земјоделство и рурален развој, во кој што можат преку задругите да се користат до 90% финансиската поддршка во делот на промоција и маркетинг на сопствените производи, и ова е нешто што би значило навистина сериозен пристап, и денеска ова што можем да го слушнеме и потврда дека се повеќе задруги се заинтересирани за промоција и маркетинг на нивни производи. За другите, и малите и големите, важат исти правила, дека членовите и основачите имаат исти еднакви правила, така да дали за другата ќе биде управувана или менаџирана или со членство од 10 луѓе или од 10.000 луѓе, важат исти правила и принципи, и тоа е нешто во кое што може да даде еден голем осврт на самото примарно наше домашно земјоделско производство, а со тоа додадеме и додадена вредност на примарните производи и секако на крај бенефитот да имаат самите членови, односно земјоделците. Во моментот се работи на работа на 3 закони заправо, тоа се доуредување на законот за земјоделство и рурален развој, законот за задруги, и се разгледува можноста за укинување на законот за земјоделски задруги, бидејќи ова правеше една, би рекол така, конфузија, се регистрираат по еден закон во Централниот регистар, закон за задруги,
а потоа кај нас се водеше една евиденција и регистар во законот, според законот за земјоделски задруги, каде што минимум требаше да бидат 10, односно тоа се задруги од мал обем, или од 10 до 20 и над 20 задруги со голем обем. Верувам дека со ова ќе поедноставиме ова процедура и понатаму за користење на субвенциите или финансиската поддршка од земјоделството ќе мора да бидат регистрирани, регистарот ќе се води кај нас во Министерството и секако едно следење на нивните демократски принципи. За другите се иднина, не оние од минатиот век кои се во лошо сеќавање, туку оние што успешно функционираат во светот. Само да го промениме менталитетот и размислувањата. Може да видиме дека сега малку преку проектот, односно и преку проектите и претходните задруги кои беа формирани пак на некој начин беа преку проекти, инаку тоа се случува во последните 10 години, каде што се започнува со едни вакви, би ги рекол, модерни задруги. Трендот е многу бавен, предпоставувам дека она скептичност што ја имаат кај самите земјоделци од оној поранешен систем кога имавме задруги, но затоа рековме дека тоа се сосема два различити концепти. Во претходниот бевте насилно влезени во задругата, овдека е едно волонтерско, односно доброволно влегување и влегување со однапред препознаени правила, принципи, статути по кои што секој член го има своето право, односно како се управува и менаџира со самите задруги. Јас очекувам дека сега веќе имаме омасовување, некаде нови 12 земјоделски задруги се регистрирани, кои ќе добијат финансиска поддршка преку проектот, и сето тоа ќе овозможи за една поголема масовност и секако дека мора да се работи многу поинтензивно во промоцијата на ваквите модерни задруги, бидејќи не ни е целта само да имаме на број задруги, туку кога веќе ќе се видат оние задруги кои веќе се поодамна имаат бенефити, јас што имам апел до нив е да бидат отворени, да не бидат затворени задруги за само тие членови или основачи кои започнале. Тоа не е задругарството. Задругарството е да бидат отворени за секој кој што сака да биде член и да ги користи истите права како и за оние што биле пред 10 години, да кажеме, членови, и само на таков начин би добиле едно поголемо омасовување, а секако дека со ова финансиска, она што ние може како Министерство дополнително да финансиски поддржиме во промоција и маркетинг на производите, ќе биде многу повидливо дека земјоделците активно учествуваат во нивното производство. Задругарството е за општо добро. Добиваат и земјоделците и државата. Со заеднички сили нема да се дозволи да се фрли скапоцената храна, туку успешно ќе се пласира овде и во странство.